Почитувани гледачи, добре дојдовте во емисијата Бизнис Лаб на ТВ канал ВИС. Секоја сабота во 21 часот и 10 минути ве носиме на поедно бизнис патување. Брендови, кои се брендовите, кои се оние компании и фирми кои што се препознатливи во Струмица, во Гевгелија, во Радовиш, во Дојран. Како е и кој е нивниот клуч до успехот? Банки. Што и како нудат нашите банки? Кои се кредитните побарувања на граѓаните? Дали банките се партнери или не на стопанството и економијата? Маркетинг и менеджмент, врвни економски експерти во Бизнис Лаб на ТВ канал ВИС ќе ги откриваат тајните како да се стигне до профит, како да се работи успешно со помош на алатките на маркетингот и добриот менеджмент. Капитал Лаб во соработка со магазинот Капитал ќе ви пренесуваме интересни анализи и истории кои што се дел од економското опкружување на Македонија. Сето тоа ќе можете да го гледате во наредните минути. А во оваа емисија, како функционира струмичкиот бренд Макс? Иновативен менеджмент го практикуваат ли тоа македонските компании? Разговараме со професор доктор Кристина Крстевска од Бизнис Академија Смилевски. Капитал Сторија, Турција најголемиот инвеститор на Балканот. Гледајте не. Фабриката Макс постои 23 години веќе, значи од минатиот век, од 90-та година. И почетоците, како секој почеток беше доста тежок и помиравме низ тие 23 години по доста трнлив пат. Сега ситуацијата малку е подобра, бидејќи главно патишите ни се трасирани, имаме некоја своја стратегија, своја политика по која работиме и резултатите доаѓаат сами по себе. Најпрв артикл кој Макс го пласираше на пазарот беше црвениот пипер од 92-93 година. Проширување на асортиманот имаме ние до ден денес. Значи секоја година се трудиме нешто пријатно да ги изненадиме нашите потрошувачи со некој нов артикл. Имаме идеи и за иднина со кои артикли ќе настапиме веќе за 2014, знаеме веќе што ќе изфрлиме ново. Така, секоја година го зголемува асортиманот. Производите на Макс може да ги поделиме во неколку групи. И тоа апетисани, чиј брендот името е Гонац, потоа снекс производи Фанки и снекс производи Фрипси. Потоа друг дел е зачинскиот дел, делот за куинарство, зрнести производи и делот за сладкарство. Тие се повеќе елементи и кај нас се водат како работни единици. Значи секој за себе е као некоја целина. Просторот е негде близу 8000 квадрати покриена површина. Од кои дел се магазини, дел е производен дел. Се уште главен пазар ни е домашниот пазар, а може да се пофалиме и со дел извоз. Наши производи може да се најдат на рафтовите во Косово, Албанија, Хрватска, Босна, Србија и од поново време и во Романија. Главно инвестициите ги усмерува набавка на се по-современи и софистицирани машини, автоматизација на производството, исто и доста грижа водиме околу набавката на сировините. Значи, нашите производи да бидат не само што ќе бидат добро спакувани, туку и внатре да бидат изработени од светски стандардизирани суровини, како би биле безбедни за конзумација. Оптимистички? Постојана работа, удржување на квалитетот и упорност. И изработка на добар менеджерски тим околу себе. Бидејќи многу битно е кога имаш екипа околу тебе кој си ја гледа работата и малтене те
мене како собственик ме туркат уште повеќе да работам. Со нови идеи, со нови стандардизации. Така јас може да се пофалам дека околу мене имам доста добар, веќе искусен тим. Например, само во самото производство има 5 дипломирани технолози. Плюс има економисти, правници, значи тоа е цел тим. Кој секој си од своја гледна точка си ја гледа работата и се тоа се збира кај мене после. Како посетители сме присутни малтене на сите светски значајни саеми, а како излагачи на Новосадскиот саем во Србија. Иако е ерата на интернетот, сепак саемите се саеми, значи друго е директни контакти и идеи доаѓаат од саемите и контакти. Има ефект во секој случај. Не би го нарекол тоа помош, бидејќи тоа е еден вид реклама. Ние на тај начин и се рекламираме. И долги години го поддржуваме спортот, како фудбалот, ракометот. Генерални спонзори сме на одбојкарскиот клуб Македонија Макс веќе можда добри 15 години. И се трудиме и натаму тој сегмент да не го запоставиме. Покрај стандардната реклама која имаме на радија, телевизии, и овој дел ќе го поддржуваме. Дозволено пречекорување таков вид на кредитен производ со кој на предпријатијата им излегуваме во пресред за да ги премостат проблемите поврзани со тековната ликвидност. Во последно време предпријатијата имаат проблеми со наплата на своите побарувања. Овој период на наплата е долг и се јавува тие, значи да се соочуваат со проблем да не можат да ги исплатат своите обврски, што значи се соочуваат со ликвидносни јазови. Од оваа причина, во последно време интересот за овој тип на кредитен производ кај предпријатијата е се поголем. Да. Побарувачката значи се јавува во сите области, во трговијата, во градежништвото, во транспортот, значи комплетно секаде се користат овие средства. Најмногу бизнисите ги користат за плаќање на такси, исплата на плати и други краткорочни обврски кои што ги имаат спрема нивните деловни партнери. Ставува збор за доста флексибилен производ, процедурата за одобрување е брза и едноставна. Износот кој што се одобрува најмногу зависи од обемот на работењето на компанијата, но исто така и од потребата за ликвидни средства во моментот. Каматата која што се пресметува од страна на банката се пресметува само на искористениот дел од средствата, не на целата одобрена сума, и тоа на дневна основа. Додека пак од секој нареден прилив искористената изложеност се покрива автоматски. Да, не станува збор за класичен кредит, дури и планот на отплата е направен, значи да се покрива изложеноста, минусот од приливите кои што достигнуваат на жиросметката на клиентот. Кредитната линија представува кредитен производ кој што служи за подмирување на краткорочните финансиски потреби на бизнисите. За разлика од дозволеното пречекорување на жиросметка, станува збор за производ кој што има доста пофлексибилен план на отплата. Односно, како што кажав, кај дозволеното пречекорување на жиросметка или како што ние во банкарскиот сектор го нарекуваме бизнис овердрафтот, изложеноста, искористениот дел од средствата се покриваат автоматски од пристигнатите приливи, додека тука кај кредитната линија на клиентите им се овозможува таков вид на план на отплата кој што ќе одговара на нивните финансиски можности.
Па, видете, обично овој тип на производ, компаниите го бараат за поголеми сезонски набавки, авансни плаќања, каде што тие дополнително од нивните добавувачи можат да издействуваат и одредено на попуст на робата која што ја набавуваат. Значи, бенефитот во користењето на овој производ е во тоа што компаниите имаат во секое време определен износ на расположливи ликвидни средства. И тие се во можност во секое време да одговорат на било каква добра пазарна понуда. Тоа е нивната конкурентска предност која што им го дава овој производ. Да речеме, овој производ е доста атрактивен за бизнисите како што е трговијата, каде што имаме брз обрат на капиталот. Во трговијата овој производ се користи од страна на предпријатијата за поголеми набавки, каде што тие ќе издействуваат некоја, значи со директното плаќање или авансно плаќање, ќе издействуваат некое намалување на цената на робата, при што таа разлика на пониската цена може да биде, значи, во секој случај е поголема отколку каматата која што за тој период тие ќе треба да ја платат на банката за средствата кои што ги користат. Иновативниот менеджмент е дисциплина која го изучува менаџирањето процеси во иновацијата. Таа може да се користи и за развој на производот или пак да биде организацијска иновација. Иновативниот менеджмент вклучува сет од алатки кои му овозможуваат на менаџерот и на инженерите да раководат со заедничкото разбирање на целите и процесите. Фокусот во иновативниот менеджмент е ставен врз реакцијата на фирмата кон внатрешни или надворешни можности. Исто така, иновативниот менеджмент користи креативни аспекти за промовирање нови идеи, процеси или продукти. Најважно, иновативниот менеджмент ги вклучува вработените на секое ниво и нивната вклученост во креативното издигнување на компанијата, нејзиниот развој, производство и маркетинг. Со прифаќање на униформни соодветни алатки, менеджментот може да развие иновативно однесување и собирање на креативните сокови на целата работна сила во насока на континуиран развој на компанијата. Процесот може да биде виден како еволуциона интеграција на организацијата, технологијата и пазарот, со примена на неколку активности: истражување, избор, имплементација и реализација. Така наречениот пушт процес е базиран на постојни или ново откриени технологии до кои дошла организацијата и сега се обидува да најде профитабилни апликации за користење на оваа технологија. За разлика од пушт процес, така наречениот пулт процес се обидува да најде области каде што потребите на потрошувачите на пазарот не се задоволени. Потоа пак се фокусира да развие и да најде решенија за остварување на тие барања. За да успее и во двата случаи, потребно е разбирање и на пазарот и на техничките проблеми. Со формирање на мултифункционални тимови за развој, кои ќе содржат инженери и познавачи на пазарот, двете димензии ќе бидат остварени. Животот на производот денес станува се пократок. Зголемената конкуренција ги приморува компаниите да го редуцираат времето додека производот стигне до пазарот. Иновативните менаџери затоа мора да го намалат времето за развој, без да се жртвува квалитетот или барањата на пазарот. Иновативниот менеджмент е пракса која се воведува и во Македонија. Повеќе за оваа тема од разговорот со професор доктор Кристина Крстеска од Бизнис Академија Смилевски. Па, сакале или не ќе ли, мора да се применува иновативниот менеджмент, меѓутоа колку тоа се прави свесно или несвесно е друго прашање. Она што би сакала да акцентирам е дека иновативниот менеджмент во суштина вклучува иновирање на процес, бидејќи менаџирање на процес, бидејќи иновацијата сама по себе значи и представува процес. Значи, најчесто се меша поимот на инвенција, односно откритие со иновација. Инвенцијата значи пронајдок и тоа е дело, додека пак иновацијата е процес и треба да тоа дело се стави во функција и да се донесе на поголемата јавност, на поголем број од популацијата да го видат бенефитот од тоа, односно да го искористат.
така да тука би ја видела и би го акцентирала значењето на иновацијата. Тоа е едната работа, а другата работа е кога станува збор за иновативниот менеджмент во организациите, битно е дека иновативните организации треба да бидат постојано склони кон промена, кон адаптирање и на пазарот и на потрошувачите. Една организација ќе биде инвентивна само тогаш кога ќе ги задоволи потребите на пазарот, на потрошувачите, меѓутоа ќе биде подобра од конкуренцијата, за да на крај нели генерира профит и го задржи нивото на профитабилност. Моето лично искуство говори дека има компании, поголем број, кои што практикуваат маркетинг истражувања, значи го истражуваат пазарот и ги истражуваат потрошувачите, конкуренцијата и врз основа на тоа носат заклучоци за идни инвестирања во нови проекти, иновативни проекти и понудување на нешто ново, поразлично или подобро на пазарот. Меѓутоа, акцентот би го ставила на изградба или дооформување на истражувачки, но и на пазарно ориентирани институции, каде што тука поддршка би требало да имаме од државата, каде што трансферот на знаењето од научните институции, институтите, ќе биде многу поблиску донесено до бизнис заедницата, за да бенефитот го има целото население на Република Македонија. Точно, не само маркетингот како новата амбалажа е дел од маркетингот, она што треба да се пласира како новитет или како подобрен момент на производот. Меѓутоа, сепак, за да тоа се направи, треба одредена измена и во оперативниот дел, односно во самиот процес на производство. Така да, иновативниот менеджмент, значи, вклучува една заедничка компонента на маркетинг, на финанси и на оперативното действување на компанијата и само тогаш каде што имаме точна усогласеност на овие три функции од стратегиски аспект, само тогаш може да очекуваме дека на оперативен план се ќе биде во ред и дека корисникот ќе го добие крајниот продукт кој што ќе има поголема вредност од конкурентските производи или од субститутите кои што постојат на пазарот. Со просечен економски раст од 5% во последниве 10 години и со амбиција извозот до 2023 година да достигне до 500 милиарди долари, турската влада на чело со Реджеп Таип Ердоган е во силна експанзија низ земјите од Балканот преку низа инвестициски проекти. Банки, градежништво, авиосообраќај, образование. Турските инвестиции кои што во 90-тите се броја на прсти во регионот, сега се поприсутни. Нов отоманизам е на повидок, предупредуваат западните дипломати кои се сомневаат дека зад овие бизнис делки на турската држава се кријат обиди за политичко, но и за религиско и културолошко влијание и приграбување нови територии. Иако во последно време Турција се почесто е дел од владината агенда за одржување на инвестициски форуми, статистиката покажува дека за 10 години турците во Македонија инвестирале 140 милиони евра. Од нив најголем дел отпаѓа на инвестицијата на турската компанија ТАФ, која во 2011 година ја доби концесијата за аеродромот во Скопје, чија изградба чинеше 110 милиони евра. Освен тоа, поголема турска инвестиција е евидентирана и на пазарот на млечни производи, откако суташ ја купи млекарницата Сведмилк за 4,4 милиони евра. Пред 2 години турски инвеститори ја отворија и Европската очна болница во вредност од 8,7 милиони евра. Турците во Македонија се поприсутни и во банкарскиот сектор преку Халк банка, која во 2008 година ја презеде ИК банка за 23 милиони евра. Меѓутоа, турската инвазија на инвеститори во регионов најмногу се чувствува во Романија, каде што за 10 години се евидентирани инвестиции во вредност од 1,5 милиарди евра.
Во последната деценија, турците инвестирале дури 830 милиони евра во Босна и Херцеговина, 450 милиони евра во Бугарија, 380 милиони евра во Албанија. Помалку турски инвестиции отколку во Македонија има во Хрватска и тоа само 30 милиони евра, додека пак во Србија речи си да нема турски капитал. Трговската размена со Турција исто така во последните години расте. Меѓутоа, многу повеќе турскиот извоз во Македонија отколку нашиот на турскиот пазар. За 10 години македонските компании извезле во Турција стока во вредност од 514 милиони долари, додека пак турскиот извоз кај нас надминува 2 милиарди долари, што значи дека тие многу повеќе го освоиле нашиот пазар отколку ние нивниот. Македонија е 43-та земја на листата каде што Турција најмногу извезува, со извоз од 214 милиони долари лани. Од земјите во регионот, турците најмногу извезуваат во Србија, остварувајќи извоз вреден 300 милиони долари во 2012 година. Во Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, извозот од Турција лани изнесува по околу 200 милиони долари. Турција има многу силна економија која продуцира силни турски инвеститори кои ги вложуваат своите пари не само на Балканот, туку во цел свет, вели Ајдован Адемовски, председател на Македонско-турската стопанска комора и почесен конзул на Турција во Македонија. Тој вели дека има многу турски фирми заинтересирани да инвестираат во градежништвото, банкарскиот сектор, во текстилната и млечната индустрија, но и во други сектори. Во Македонија има прекрасни зимски туристички центри кои што може лесно да станат омилена дестинација на турците. Тие за 1 час може да стигнат во Скопје и токму тоа е мојата мисија, да го промовирам ова во Турција, каде што нашите туристи ке можат да доаѓаат тука. Тој очекува во иднина и наплив на турски студенти во земјава, особено откако целосно ќе се изгради Балканскиот универзитет, кој што го финансира турската влада на Ердоган. Во моментов има околу 5000 турски студенти во Македонија, но интересно е што аплицираат уште 50.000 студенти, кои што доколку одлучат да се образуваат во Македонија, ке придонесат уште повеќе за развој на нашата економија. Бидејќи тоа значи дека ќе донесат значителен девизен прилив, истакна Адемовски. Турција како дестинација е честопати на агендата на владата во процесот на привлекување странски инвестиции. Турција е земја со која традиционално имаме одлични односи на политичко и на економско поле, изјави премиерот Никола Груевски при последната посета на владиниот тим во оваа земја и додаде дека има потенцијал и не постојат пречки за нивно унапредување. Како е присутна Турција во регионот? Во Албанија, според Министерството за надворешни работи, тоа е трет поголемина инвеститор во земјата после Италија и Грција. Речиси 80 турски компании веќе работат во Албанија. Турција има удел во Алба Телеком, националниот телефонски интернет оператор, понатаму во Eagle Mobile и најголемата банка во државна собственост ВКТ. Босна. Турција е четврт поголемина инвеститор во оваа земја, веднаш по Австрија, Словенија и Германија. При крајот на 2008 година Турција купи 49% од босанската авиокомпанија BH Airlines. Турција и Босна исто така потпишаа неколку билатерални договори. Вкупниот износ на турски инвестиции во последните 10 години се проценува на над 115 милиони евра, според Агенцијата за промовирање на странски инвестиции во Босна и Херцеговина. Косово. Трговијата меѓу Анкара и Приштина има речиси двојно зголемување во изминатите 2 години со 120 милиони долари во 2010 година до 210 милиони долари во 2012 година. Клучните инвестиции вклучуваат договор за изградба на новиот Приштински меѓународен аеродром и оперирање во периодот од следните 20 години, изградба на автопат што ги поврзува Косово со Србија и Албанија, како и различните удели во банките, осигурителните компании и образовниот сектор. Бугарија. Трговската размена помеѓу Бугарија и Турција во 2012 година достигнува 4 милиарди долари. Шишеджам е најголемиот турски инвеститор во Бугарија и со пуштањето во производство на фабриката за стакла за автомобили, инвестицијата на оваа компанија надмина 400 милиони долари. Втор по големина инвеститор е Doge Group, фирма која учествува во изградба на Софиското метро. Потоа Каја Груп, која учествува во изградба на трговскиот центар во Софија тежок 200 милиони евра. Други турски компании присутни на бугарскиот пазар се
Hazine Daroglu Grup, МНГ Холдинг, Акфен Груп, конзорциумите МАПА, Текстер Маз Гюнел и Текфен Гама, кои имаат проекти за патна инфраструктура, инвестиции во Бургас, Шумен, Ботевград, но и други инвестиции во текстилната индустрија. Ви благодариме за тоа што бевте дел од Бизнес Лаб на ТВ канал ВИС. До следното видување, до следната сабота во 21 часот и 10 минути. Гледајте ги репризните изданија во понеделник во 14 часот и во среда во 13 часот и 30 минути. До следното видување.